Време е за приказна. Сказна за елката. Автор на оригиналниот текст Ханс Кристијан Андерсен. Прилагодена верзија Деспина Буковска. Некогаш одамна длабоко во шумата растеше една убава зелена малечка елка, чија единствена желба беше да порасне. Елката не уживаше во свежиот планински воздух, ниту пак во благите топли сончеви зраци. Не ги сакаше ниту децата кои што и се восхитуваа извикувајќи: "Колку е убава оваа малечка елка!" Зборот малечка ја болеше. Сакаше да биде голема и висока како другите елки на полијанката. Пристигна зимата, а заедно со неа и шумарите со големите остри секири. Тие пресекоа неколку најголеми најубави елки, ги натоварија на коњските коли и заминаа. Каде ли ги носат? Какви се убавини ги очекуваат овие елки на нивното патување? Се прашуваше малата елка, воздивнувајќи. Пристигна пролетта. Во шумата се вратија ластовичките, штрковите и другите птици. Дали може би знаете каде ги носат големите елки пред да пристигне зимата? Љубопитно ги прашуваше птиците нашата мала елка. "Джив, джив, 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 знаеме ние", задживкаа малите врапчиња и продолжија. "Елките ги носат во домовите, а луѓето пак ги чуваат како најмили гости. Ги китат со шарени лампиони, блескави светилки и вкусни колачиња." "Ох, колку би сакала и јас да пораснам и да бидам накитена во нечи топол дом", воздивнуваше елката. "Радувај се што си мала и што живееш во шумата", и велеа врапчињата. Но елката не сакаше ниту да ги слуша, ниту да ги разбере. Пристигна и четвртата поред зима. На малата елка конечно и беше исполнета желбата. Беше голема, висока, раскошна. Во шумата повторно пристигнаа шумарите со острите секири и веднаш ја забележаа елката. Ја пресекоа. Таа почувствува кратка, силна болка и падна во снегот. За прв пат престана да размислува за големата среќа што ја очекува во градот. Наместо возбуда ја обли силна тага. Свати дека никогаш повеќе нема да ги види цвеќињата, полјанките и птиците од шумата. Набргу потоа елката се најде во една убава соба, исполнета со меки свилени перници, раскошни завеси и мермерен камин во кој што пламтеше топол оган. На масата беа наредени сребрени свеќеници, блескави чаши, вкусни јадења, сликовници и играчки. Сепак, елката беше најубавиот украс во собата. Накитена и украсена, трепереше од радост додека еден човек им ја читаше приказната за Павчичка трапавчичка која што паднала по скалите. На разиграните деца, насобрани околу него. Заврши магичната ноќ. А елката однапред му се радуваше на утрешниот ден кога повторно ќе ја накитат. Но, наместо повторно да ја накитат, следното утро и ги извадија сите блескави украси. Ја однесоа на таванот од куќата и ја фрлија во еден темен агол помеѓу глувците. Колку е темно и осамено овде. Ги нема ниту птичките, ниту пак зајчињата од шумата. Тагуваше елката, сваќајќи колку била погрешна нејзината желба да порасне и да биде однесена од прекрасната шума. Фрлена во темниот агол од таванот, се чувствуваше исто
kako pavčička trapavčička, koja što padnala po skalite. Poslednite misli na Ilka da ги прекина човекот што зеде секира, ја исече на парчиња и ја фрли во огнот. Децата пак се уште возбудени од изминатата новогодишна ноќ, играа и викаа, без да ги забележат тажните воздишки, што како пламени искри за последен пат ги испушташе Елката.